Раководството на ВМРО-ДПМНЕ уверува дека партијата е обединета и дека нема опасност од поделби. Јавното манифестирање сплотеност низ безмалку секојдневното присуство на лидерот и најблиските соработници на терен доаѓа како одговор на потенцијалната закана за оваа гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ, а тоа е Никола Груевски. Христијан Мицкоски и денеска повторува дека е комотен и дека ВМРО-ДПМНЕ никогаш, како што вели, не била посилна. ВМРО-ДПМНЕ никогаш не било пообединето, по-кохезивно. И чувствуваме, како да кажам, горимо од желба да бидат распишани парламентарни избори за да покажеме колку е тоа единство големо. ВМРО-ДПМНЕ е комотно и сите оние загрижени политичари кои што во овој момент ме напаѓаат мене и ВМРО-ДПМНЕ и обвинуваат за одредено неединство, јас ги повикувам, има само еден начин тоа да се тестира, а тоа е да излеземе на избори. Ево, јас сум подготвен, уште утре да биде распуштен македонскиот парламент и во најбрз рок да излеземе на избори, па да видиме кој е кохезивен, каде има единство, а каде нема единство. Не се повлекува од тврдењата дека неговиот поранешен политички ментор и човекот кој го круниса за шеф на ВМРО-ДПМНЕ сега соработува со власта и е против него и против партијата. Груевски според Мицкоски, за да се спаси од гонење, работи на обезбедување пратеници за двотретинско мнозинство за уставните измени. Ако ме прашувате за ова што во јавноста проверува дека постои оска помеѓу Али Ахмети, делови од структурата на СДСМ и Никола Груевски за обезбедување на пратеници, апсолутно го осудувам, го отфрлам и наистина сум згрозен од сето тоа и затоа денешните изјави ги започнав со една работа, а тоа е дека овој моментот кога треба да избереме или ќе бидеме заложници на овој трилинг и ќе продолжиме да тонеме во криминал, корупција и национални предавства и порази, или ќе избереме иднина за Македонија. Одговорот му дојде преку Facebook. Деновиве Христијан Мицкоски и раководството на партијата сурово, жестоко и неочекувано за мене ме нападнаа и обвинија, а од денес се јасно дека водат однапред подготвена кампања против мене, дека наводно сум подготвувал соработка со власта на штета на партијата и нацијата. На членовите на партијата, активистите и сите во раководството им порачувам да не наседнуваат на вакви погубни стратегии, да размислуваат со своја глава, да бараат цврсти докази кога ги тераат некого да осудат на невидено, за еден ден да не се најдат во ситуација да се извинуваат и да се правдаат дека биле прелажани, дека слепо некому верувале, дека сега им е криво, дека не ги знаеле добро работите или слично. Ово очигледно е голема игра во која сакаат да се повлечат сите, напиша Никола Груевски. Противникот СДСМ навидум се дистанцира и гледа политички сеир во другиот табор. ДПМНЕ се распаѓа. Очигледно големи се внатре-партиските проблеми во ДПМНЕ, во Белата палата и анти-ЕУ кампусот. Јавноста е сведок дека повторно внатрешниот раздор, кавги и поделби во ДПМНЕ, кои кулминираат овие денови, Мицковски се обидува да ги натовари на СДСМ. Обидите за создавање конфузија во јавноста и очајната потреба да ја вмеша и СДСМ во внатрешните поделби и кавги во ДПМНЕ нема да му помогнат на Мицкоски. Иако веќе 5 години е бегалец и живее во Будимпешта, Груевски според познавачите на состојбите се уште има влијание врз одредени структури во ВМРО-ДПМНЕ, партија со која раководеше речиси 15 години. Иако од Македонија избега како поразен политичар гонет од законот, Груевски се уште високо котира кај граѓаните. На последната анкета на ИРИ објавена во јули годинава, тоа е на втората позиција на листата политичари на кои најповолно се гледа во земјава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.